Да нема млади луѓе што сакаат да студираат новинарство во Северна Македонија е срамота, вели професорката Барбара Кокран од школата за новинарство во Мисури, коментирајќи го фактот дека само 9 студенти биле заинтересирани да се запишат на овие студии во 2018 година. Journalism is an essential pillar of democracy. Новинарството е основен столб на демократијата. Ако нема новинарство, граѓаните ќе немаат начин како да добијат независно проверени информации, кои ќе ги искористат за да направат одлуки за нивната демократија. Вели дека собствениците на медиумите мора да размислат како да го направат новинарството кариера во која ќе може да се остане цел живот. Pay them enough. Платете ги доволно, обезбедете им услови за работа на начин на кој ќе им дозволите да одморат кога ќе работат напорно. Заштитете ги од напади и притисоци. Платете ги новинарите колку што заслужуваат. Кокран смета дека Фејсбук и другите социјални медиуми играат проблематична улога, бидејќи ги намалуваат професионалните стандарди на новинарството. It's very important to have free speech. Многу е важно да се има слободен говор, но сепак треба да има стандарди и вреднување на вистината. И Тара Пино од организацијата Ирекс во Вашингтон вели дека неточните вести на Твитер се шират 6 пати побрзо од точните, што е една од причините за губење интерес кај младите луѓе да студираат новинарство. If the politicians are increasing in verbal attacks, Ако политичарите ги зголемуваат вербалните напади врз новинарите, ако има физички напади, сето тоа е причина за намалување на интересот за новинарството. А ова доста сериозно ќе влие врз демократијата, вели таа. you need journalists to hold governments to account. Ви требаат новинари да ја повикуваат владата на одговорност, да осигураат дека нема корупција, да информираат ако е тамо, да известуваат за тоа дали владата бележи напредок или не. Еден начин како да се врати интересот кај младите е медиумите да бидат во тек со технолошките промени. Journalism should not get lost in the social media feed. Новинарството не треба да се изгуби на социјалните медиуми, но мора да бидете и внимателни и иновативни, да го искористите вистинскиот јазик за да допрете до младите. Потребно е, заклучија тие, традиционалните медиуми да ги прифатат дигиталните иновации, но сепак да се осигура дека онлайн медиумите се базирани на новинарски стандарди и квалитети.